Тоа е колективна психоза. Значи ти ако седнеме сега сите да замислуваме, што замисли оваа државна зграда и сега сите живееме во неа и замишляме дали има духови, дали утре ќе се појави убиец, како да се заштитиме од потенцијалниот крадец после 3 месеци кој можеби ќе се појави, а можеби и не. Од прилика на тоа ниво ми се мене прашањата. Ако сега ја ги признавам бугарите во устав, од кај знам што ме чека после. Враќаме на првото прашање на Сашо. Како тоа сите они не разбра? Ја почнам да се прашувам дали не разбра, се прават блесави, пошто има позната изрека кога си гаслайтиран, кога 3 пати треба да го повториш очигледниот и здраворазумски одговор, а другата страна као не го разбира. На истите тие луѓе, еден куп амбасадори, европски амбасадори, им вика, добро, еве, и да нема гаранција за ништо. Стигне до следниот агол, па повлечи се ако не одговара. Нели е добро бугарите да се признаат устав, затоа што вие се сегирате дека идентитетот ви го загрозуваат, дека викаат дека сте ист народ. А ако ги признаете, еве не сте исти народ. Што ви е проблемот сега? И тогаш почна наративот, тоа е стварно сајоп некоја операција. Тогаш почна наративот, а од кај знам ја што е следно. Разговаравме за човекот што го напишал предлогот. Он го објасни, ова ја и ти што го збориме. И дека он не сваќа веќе што е работава и дека он не може више ова да го слуша од овие а што после, а што за даголот, дека не одбива да го слуша, затоа што мисли дека за тоа се крие просто само несакање да се влезе. Зашто не сакаме да влеземе во ЕУ? Зашто нашите елити, дури и центар лево елитите не сакаат да влезат во ЕУ, за десно па да не правиме муавет, не му беше јасно.